Една од главните состојки за да се научи да се медитира е верба. Многу од вас, ако ве запрашаме дали верувате во Бог, ќе кажете да, верувате во Бог, верувате во некоја совршена енергија, верувате во космичка енергија, верувате во бескрајноста и така натаму. Има повеќе типови на верба. Многу луѓе вербата ја споредуваат со празноверие. Кога направите некаков ритуал, и ако ритуалот е вистински направен, ќе ви се случи некаква позитивна енергија. Тоа е празноверие. Сега ќе ви опишам што е тоа вистински вера на практичен начин. Значи, вера и сомнеш се само две различни енергии. Например, ако вие сте на факултет и имате професор во кој имате верба и верувате во него, во неговото знаење, вие го слушате и уживате на тој час. Верата е поврзана и со љубов. Вие малку и го сакате тој професор. Меѓутоа, ако имате професор кого не му верувате, не го сакате, додека тој час ви е тешко и досадно. Кога учите дома, кај професорот што го сакате, и имате верба во него, учите со радост, задоволство, полни сте со енергија. Кај професорот кој не го сакате, не верувате во него, дома учите и све ви е досадно и тешко. Значи, што се случува? Правите исти активности, седите на предавање, учите дома, во едниот случај верувате и сте полни со енергија, во другиот случај се сомневате, не го сакате, ги правите истите активности, истото време го губите, меѓутоа све ви е тешко. Од едниот професор ќе научите све, од другиот професор нема да научите ништо. Че нашиот живот е драгоцен, не треба да седиме и да го губиме во празни активности. Седење и слушање на работи кои не ги верувате се празни.